Гостин во студиото на Република овој пат е министерот за транспорт и врски Миле Јанакиевски. Господин Јанакиевски, добро дојдовте во студиото на Република. Денеска добивме нова информација со која што би го почнала разговорот. 145 милиона евра се одобрени за изградба на пругата која што води кон Крива Паланка. Може да почнеме токму со оваа информација за средствата кои што денеска се одобрени. Да, значи управниот одбор на ЕБРД одобри 145 милиони евра за изградба на втората делница од пругата кон Бугарија, тоа е од Белјаковци до Крива Паланка, тоа е проектирана сума и паралелно одобри и средства и за патиштата. Веќе ние ја подготвивме целокупната документација во соработка со Јавното претпријатие Македонски железници инфраструктура и очекуваме до крајот на годината, односно одма по потпишување на договорот, да следи и јавна објава за изнаоѓање на градежна компанија која во 2015 година би започнала со градежни работи на вториот дел од пругата. Само да ве потсетам, во 2014 оваа година започнавме со изградба на првата делница, тоа е од Куманово до Белјаковци. И веќе во фаза е на распишување на, во фаза е повикот за договор со консултантска компанија која ќе го направи проектот за третата фаза од Крива Паланка се до границата со Бугарија. Ова е добра вест. Треба исто така и законот многу набрзо да се најде во Собранието на Република Македонија за Собранието да го одобри овој заем. Може би една од главните работи на кои што е сконцентрирано Министерството за транспорт и врски е токму патната инфраструктура во земјата. Се прави патот Скопје-Охрид, ќе се поврзат со автопат. За колку време ќе се стига до Охрид и колку е инвестирањето на овој проект? Добро, во моментов се гради патот од Кичево до Охрид. Не останува и делот од Гостивар до Кичево. Од Кичево до Охрид целокупната вредност на овој пат е 373 милиони евра, толку е потпишан договорот. И очекуваме да биде готов некаде во првата половина од 2018 година. Додека за патот од Гостивар до Кичево сме во некоја фаза на подготовка на документацијата и очекуваме почетокот на наредната година да се распише јавен повик за изнаоѓање на концесионер. Во моментов анимираме компании, правиме консултации да видиме дали ќе има интерес и да направиме пакет што евентуално би имало некаков интерес, така да очекувам почетокот на наредната година тој пакет да биде припремен и да распишеме јавен повик за склучување на договор за еден концесионер кој би го изградил патот од Гостивар до Кичево. Нашата цел е некаде во 2018 година целиот овој пат од Скопје до Охрид да биде изграден, со што драстично би се намалило времетраењето на патувањето, побрзо ќе се патува, но исто така и многу побезбедно ќе се патува. За колку време ќе се стигнува, зависи од брзината на возењето, но сигурно за едно пола час минимум ќе се скрати патувањето од Скопје до Охрид, но ќе биде многу побезбедно и многу побрзо. Исто така се работи и на делницата до Гевгелија. До каде е овој проект? Значи, автопатска делница од Демиркапија до Смоквица, последната делница која преостанува за изградба од коридорот 10, започна со градба некаде кон крајот на 2012 година и согласно договорот треба да заврши во крајот на 2016 година. Градежните работи се негде над 50% завршени. Во фаза се на изградба на мостови. Пред некој ден поминав во близина на таа делница и видов како се одвива градежните работи на мостовите. Заменените работи се над 80% завршени, така да се одвива според динамиката и очекуваме од 2016 година целиот коридор 10, односно коридорот кој поминува од Србија преку Македонија во Грција да биде изграден на ниво на автопат во Република Македонија. Тоа е тој што најчесто летно време е и Тој најчесто се користи, тој е најфреквентен пат, така да во 2016 согласно подпишаниот договор очекуваме овој пат да биде целосно изграден. Еден од поголемите проекти е и патот Скопје-Штип. Ме интересира до каде е проектот Скопје-Штип и кога би можело да биде? Патот Скопје-Штип започна со градба оваа година и согласно договорот треба да биде завршен кон крајот на 2017 година. Градежните работи се одвиваат без никаков проблем на таа делница. Дури динамиката е побрза од она што претходно беше предвидено, така да очекуваме некаде во 2017 година Скопје со Штип да биде поврзан со автопат. Со автопат кој исто така ќе скрати патувањето до Штип? Овој автопат е во должина од 47 км, вкупната инвестиција е околу 206 милиони евра, така да патот ќе биде скратен за околу 10 км, а брзината ќе биде поголема зашто
брзината со која би се движеле возилата ќе биде поголема бидејќи е на ниво на автопат, така да за некој пола сат ќе може да се пристигне од Скопје до Штип и обратно. Да, за разлика од регионалниот пат и многуте населени места кои што се поминува сега. Кога сме веќе кај темата патишта, и беше фрлена една лопата, беше најавен проект за автопат од Велес кон Прилеп. Докаде е? Има ли шанси да се врати тој проект повторно, да се реализира тој проект? Добро, Со оглед дека беше стопиран. Тој е проект кој е започнат уште од времето од поранешните влади, но не било обезбедено финансиско, целокупна финансиска конструкција не била затворена и така тоа останало. Ние никогаш не почнуваме проекти ако немаме затворена финансиска конструкција, ако немаме подготвено проекти така натаму. Она што во моментов го правиме, а тоа е еден од проектите што го одобри ЕБРД вчера, за патот Прилеп градско планирано е да се реализира во 3 фази, односно 3 различни секции. Една секција ќе биде финансирана од ЕБРД, една секција ќе биде финансирана од ДИПА средства и трета секција што е најмала, тоа е Келенички мост, ќе биде финансирана од буџетот на јавно предпријатие за државни патишта. На овие патни правци, трите секции се планира да биде експресен пат, тоа значи дека ќе биде пат 2 пати по 2 ленти, значи нешто слично на автопат, но со помали размери, бидејќи нема толку доволен број на возила за да се изгради на ниво на автопат. И очекуваме градбата да започне со овие средства од ЕБРД во 2015-та, таа делница што е планирана во 2016 година, со средства од ДИПА да започне од 2016 година, некаде 18-19 година од Градско до Прилеп да се патува по експресен пат, а експресен пат ќе се гради сегде онаму каде што нема 3 ленти. Значи патот ќе биде или со 3 ленти кои се во моментов постоечки, или пак има експресен пат 2 пати по 2 ленти. Така да 2018-2019 година очекуваме од Прилеп до Градско многу полесно и побрзо да се патува. Значи оваа сообраќајница, проблемот со оваа сообраќајница. Автопатот ние правевме анализи, како таков неисплатлив, не може да се обезбедат финансиски средства, затоа се откажавме од таа идеја и во нашата програма не стои дека ќе градиме автопат од Велес до Прилеп, бидејќи не е возможно тоа да се финансира неисплатив мал број на возила, затоа одевме со алтернатива експресен пат. Новите патишта повлекуваат и модернизација на патерините. Се најавуваше дека турска компанија можеби ќе влезе во земјава и ќе ги прави новите патарини за електронска наплата. За каков проект станува збор и кој е планот за... Во текот на месец ноември, овие денови веќе ќе склучиме договор со турската компанија Алсасан, која е официјално избрана, треба технички документација се достават, банкарски ранци и така натаму. И веќе тие стартуваат со реализација на проектот. Максималниот период за имплементација на тој проект е 18 месеци. Покрај тоа што ќе се уведува нов систем кој ќе биде независен од човеков фактор, значи наплатата на патерините ќе се одвива без човеков фактор, ќе има специјални тагови кои ќе може секој ден да ги купи и без да застанува автоматски ќе му се наплатува од возилото, значи као припет картички ќе функционираат. Картичка ќе се поминува на електронски. Исто така ќе има припет картичка, значи тоа е систем кој ќе стои на самиот автомобил и специјален читач ќе го чита, ќе му симнува средства и ќе помине без застанување на автомобилот, потоа предвидено да има картички кои ќе се ставаат во автомати. Но покрај новиот систем за наплата на патарините, ќе се прошируваат и постоечките патарини. Знаеме дека посебно во летниот период има доста застој на патарините и дел од патарините за дупло ќе му се зголеми нивниот капацитет, така да за период од 1 година и половина од сега воопшто ќе нема застој на патарините во Македонија, ќе имаме нов модерен електронски систем кој ќе врши поефикасна наплата на патарините. Се зголемува бројот на ленти на кои што ќе се поминува на патарините. Некаде за 3, за 4, значи некаде за двојно ќе се зголеми капацитетот за оние кујкерки или наплатни пунктови, со тоа што воопшто нема да има застој на патиштата во Македонија, но паралелно работиме и на проекти за изградба на бензински пумпи на новите автопатишта. Така да луѓето брзо ќе поминуваат на патарините, но да им возможиме со модерни нови бензински пумпи кои во моментов ги урбанизираме да застануваат во Република Македонија, бидејќи има доста голем број на странски патници кои сакаме да застануваат во Македонија и да потрошат. Кои само транзитираат инаку низ Македонија, на овој начин би останале тука. И друга актуелна тема поврзана со Министерството за транспорт и врски се железничките пруги и возовите. Имаше набавка на нови вагони. Веќе товарните вагони почна да пристигнуваат во Република Македонија, пристигна новите 13 вагони и сукцесивно ќе пристигнуваат до почетокот на наредната година. Се работи за 150 товарни вагони, но уште позначајно што е за македонските граѓани, некаде од средината на наредната година ќе пристигнат и патничките вагони и сукцесивно до почетокот на 2016 година, некаде јануари 2016 година треба да завршат испораките на патничките вагони.
се работи за набавка на 150 товарни вагони, значени за индустријата, да се зголеми капацитетот на железници, но исто така со модерни побрз транспорт да се носат стоките од Македонија и за Македонија. А во делот на патничките вагони се работи за 6 нови гарнитури, 2 се електро гарнитури, 4 се дизел и очекуваме, како што кажав, од јули наредната година секоја гарнитура, секој еден месец ќе стигнува по една гарнитура, македонските граѓани да можат да се возат во нови модерни гарнитури, односно ќе имаме нови возови. А што со железничките станици? Кога донесеме нови возови, ќе се направиме обид да заживее сообраќајот, меѓутоа Покрај тоа што во моментов се реконструира железничката станица во Скопје, која реконструкција треба да заврши наредната година, веќе е во фаза на еволуација постапката за реконструкција на останатите 10 големи железнички станици на коридорот 10, значи во сите поголеми железнички станици, тука Прилеп, Велес и така натаму. Очекуваме некаде во месец ноември да заврши еволуацијата и очекуваме до крајот на годината да се склучат договор со градежни компании, така да почетокот на реконструкцијата на тие 10 железнички станици ќе започне почетокот на 2015 година. Доста компании поднесоа понуди во фаза на еволуација, така да еволуцијата е при крај. Очекуваме во месец ноември компаниите да бидат избрани, во декември месец да се склучат договорите за градежни работи. Во текот на 2015-та ќе започне и ќе заврши, бидејќи предвидено во рок од 12 месеци да заврши реконструкцијата на тие 10 железнички станици. кои се поголемите железнички станици кои што ќе добијат? Прилеп, Велес, Градско и сите што се по коридорот 10, Гевгелија, железнички станици ќе се реконструираат. Да се префрлиме малку на авиосообраќајот. Македонија го доби милионитиот патник на Александар Велики, девојката беше пречекана, доби соодветна награда, беше наградена, почестена за тоа што беше милионитиот патник на Александар Велики. Се постигнува ли предвиденото во развојот на авиосообраќајот? Земајќи во први дека во моментов кога ние го склучивме договорот за концесија, тоа е 2010 година, кога започна ТАВ да оперира со македонските аеродроми, имавме негде околу 600.000 патници, 610.000 патници. Земајќи во први дека оваа година можеме да оствариме бројката од 1.200.000 патници, доколку временските услови тоа го дозволат, можам да ви одговорам дека ние исполнивме целта. Нашата цел беше да што е можно повеќе да го зголемиме бројот на патници, со тоа што македонските аеродроми ќе станат пофреквентни, покрај тоа што добивме нов излет на македонските аеродроми, значи имаме сосема нов аеродром во Скопје, целосно модернизиран аеродром во Охрид и во иднина би се изградил аеродромот во Штип. Овозможивме во соработка со Визер и другите компании да отвориме нови 14 линии само за 2 години. И Скопскиот аеродром е лидер по растот на патници во регионот. Така да сите овие бројки покажуваат дека со концесијата на аеродромите имаме една успешна приказна. Исто така аеродромот Александар Велики во Скопје е прогласен за најдобар аеродром до 2 милиони патници, за најдобар аеродром во Европа. Така да сите овие показатели покажуваат дека имаме една успешна приказна со концесионирањето на аеродромите во Република Македонија. Во текот на 2015 година наш предизвик ќе биде нов повик за привлекување на нискобуџетна авиокомпанија за 4 нови дестинации од Скопје и плюс заживување на аеродромот во Охрид и дополнително ќе направиме максимални напори за воспоставување на национална авиокомпанија во Република Македонија. Очекувам повикот за ангажирање на константска компанија да излезе наредниве 7 дена. А можни ли се директни прекоокеански поврзувања? Дали има некакви преговори околу тоа? Тоа сепак зависи од интересот на авиокомпаниите. Ние како влада во соработка со Агенцијата за цивилно воздухопловство склучивме договор со властите во Америка за да овозможиме директен лет од Америка до Македонија и обратно. Тоа е најчесто она што се бара, но исто така македонските регулативи овозможуваат и да се лети и кон други земји, но сепак тоа зависи од интересот на авиокомпаниите и од бројот на патници. Сега за сега авиокомпаниите кажуваат дека нема доволен број на патници кои би ги користеле редовни линии, единствено може да се воспостави чартер линии. Доколку некогаш во иднина има таков интерес од авиокомпании, ние ќе направиме се да се воспостави таква линија. На крај ме интересира легализацијата на дивоградбите. Тоа е еден голем, огромен зафат за кој што го реализира Министерството за транспорт и врски. Кои се најголемите проблеми со кои се соочувате околу таа легализација? Еден од проблемите е тоа што луѓето се уште не достигуваат геодетски лаборати, значи има над 100.000 празни барања, значи не се достигуваат геодетски лаборати. Вториот проблем е тоа што
не сите општини на време одговараат на барањата, но тој проблем пополека се решава. Има мали проблеми кои веќе во влада доставивме нови измени на законот, за да може да се олесни постапката за легализација. Јас сите прилики, сите гостувања во телевизија, изјави така натаму ги користам да ги повикам граѓаните и компаниите час поскоро да ги изготват геодетските елаборати за да ги комплетираат своите предмети за да можат да се легализираат објектите. Сепак бројката од над 110.000 легализирани објекти во Република Македонија е на солидна бројка, но се уште ни преостанува да ги решиме сите оние 350.000 барања кои беа поднесени од страна на општините. Финалниот рок за поднесување на тие геодетски елаборати е 31.12.2015 година. Има време, но земајќи во предвид дека над 100.000 компании луѓе треба да достават геодетски елаборати, можно повторно се случи да бидеме во еден временски теснец. Затоа треба сите граѓани и компании час поскоро да побараат изготвување на геодетски елаборати. Она што го направивме, а беше дел од нашата програма е бесплатно изготвување на геодетски елаборати за социјално ранливи категории на луѓе. Веќе започна изготвувањето и денови веќе почна да се дистрибуираат геодетските елаборати до тие социјално ранливи категории на лица, што уште дополнително ќе зголем бројката на легализирани објекти. А интересот претпоставуваме е огромен за легализација на Па има секој еден човек сака својата куќа да си ја види во имотен лист. Така да тоа е предизвикот. Господине Мекенски, ви благодарам за гостување во студиото на Република. Се гледаме во наредна прилика. Благодарам.